Дел од здруженијата кои протестираа за чист воздух на градската депонија во Кочани се повлекуваат. Председателката на здруженијето Green ОРГ Ана Симеонова посочува дека барањата се исполнети и нема причина поради која би биле блокирани кочанските возила кои го депонираат ѓубрето од градот. Вели дека членовите на ова здружение се повлекуваат и се надева дека институциите ќе ги исполнат ветените барања. Во рок од 3 дена видовме сериозно со институциите која досега ја немаше и токму затоа и голема недовербата на народот дека активностите од страна на општината ќе бидат спроведувани. Во секој случај видовме во овие 3 дена дека може да се направи промена на целокупната ситуација, но прашањето зошто можеше да дојде до ова останува да виси во воздух. Ние како здружение имаме став дека веќе комуналните возила треба да се пропуштаат за да не се предизвика нова еколошка катастрофа, како и да се врши постојан мониторинг на работата на активностите на самата депонија. И додека дел од граѓаните се повлекуваат, друг дел и понатаму четврти ден поред се на старата локација патот кон Пониква на влез во селото Бели. Децидни се дека продолжуваат со протестите, односно со целодневна депонијада. Во меѓувреме соседните општини Чешиново, Блешево, Зрновци и Виница бараат алтернативни решенија за да се справат со нивниот отпад. Веќе четврти ден тие не го депонираат ѓубрето на градската депонија во Кочани. Во Виница денеска на Совет се донесе одлука за реактивирање на веќе затворената депонија во близина на село Лески. Во општина Зрновци нема простор за активирање на нова депонија и создавање на нови диви депонии. Градоначалникот Борчо Коцев посочи дека ќе се работи на рециклирање на отпадот. Во општина Зрновци нема да се активира нова депонија, а нема простор ниту за создавање нови диви депонии. Ѓубрето, односно пластиката и хартијата ќе се рециклираат, додека останатиот отпад ќе се собира во близина на фабриката, се додека не се дозволи негово депонирање на депонијата во Кочани. Општина Зрновци денеска на Совет издвои средства за уредување на градската депонија во Кочани и Вели Коцев. Единствен излез од ваквата ситуација е изградбата на првата регионална депонија во Свети Николско Мечкоевци, со што целиот отпад ќе завршува таму.